Денес Небесната и земната црква го слави споменот на светиот Харитон исповедник. Светителите исповедници во редот на нашата црква се сметаат оние кои што го исповедале Христа пред своите мачители, биле мачени, но сепак не умреле, не загинале, туку останале во својата длабока старо да се упокојат природно во Бога. Имено светиот Харитон за време на царот Аврелий во Иконија бил изведен како поборник за некаква ерес пред народот и бил мачен и биен многу за да се откаже од Христа. Меѓутоа, он бил подкрепен со силата на Света Текла, која што пред него била во Иконија и се надевал дека како неа и уште повеќе ќе биде мачен и со тоа со маченички венец ќе биде удостоен во Царството Небесно. Меѓутоа, неговото мачење било пролонгирано за некое време, за некој период и царот бил срамно погубен од своите најблиски. Наредниот цар Тацит, поучен од срамната смрт на претходниот цар, не сакал да им нанесува штета на христијаните, за да не се случи со него истото, па затоа им дал слобода. Светиот Харитон бил пуштен на слобода, меѓутоа бил нажален поради тоа што не можел да загине маченички. Поради ова, тој се обратил кон пустински живот во пост и молитва. И додека така шетал во пустиња, бил заробен од разбойници кои што не можеле ништо да украдат од него, па затоа го зеле со себе и го врзале во една пештера. По чудо Божјо, тој бил ослободен, а разбойниците се отруле од виното од кое што го пиеле. По долго време на подвиг, молитва и пост, околу себе собрал браќа и основал неколку манастири. Затоа откако во длабока старост од Бога му било јавено дека ќе почине, тој ги повикал сите браќа и им кажал дека сака да биде погребан во пештерата во која што бил заробен од разбойниците. По промисла Божја, тој го напушта овој свет, а браќата останале нажалени поради загубата на овој велик учител. По неговите молитви, Господи се Христе Боже наш, помилуј не. Амин.